Новинарите во општина Кочани, но и во државата и оваа година ниту направија нешто, ниту му се израдуваа на 3 мај светскиот ден на слободата на медиумите, бидејќи во реалноста ги живеат најтешките години од социјален и секаков друг аспект на функционирањето на професијата. Слободата всушност е разнебитена, бидејќи системот функционира под мотото пишувајте што сакате, нас тоа не за сега, а тоа е полошо дури и од неслободата. Еден вид совршена манипулација со независното и слободното новинарство. Во тој контекст, негативниот пример и искуството од Кочани, поради многу специфики, некогаш ќе го има и во учебници. Слободното и независно новинарство во Кочани трета година поред е оковано во тотална финансиска блокада покрај фамозниот закон и поради стравот на градоначалникот од се што не му е познато. И лесно е така, зашто цехот го плаќаат новинарите, а локалниот систем како така функционира. Тоа што медиумите се сведоа на по 20-тројца вработени не е надлежност на надлежните. Во Кочани, на пример, никој не се сети на новинарите да им го честита денот на слободата на медиумите, онака од куртоазија. Ама се чини и нема зошто. Кој на кого да честита кога се е испомешано? Не се знае кој е вистинскиот собственик на втората телевизија, а кој формалниот. Или се знае, ама кој го заболе да решава судири на интереси и слично. Од градоначалник до советници и службеници. А синџирот е нераскинлив. Од собственикот, советник во советот на општината и заменик градоначалник, преку лажниот собственик и главен и одговорен уредник воедно и дописник на Националната информативна агенција, дури до одговорната за односи со јавноста во општината, сопруга на вториот. Кој тука гледа новинарски непотизам, неслободи и монополизам? Нема. И нормално дека ќе нема кога се функционира како подмачкано. И уште понормално што кај никој ни срам ни перти. Заради сето тоа, не е случајно што македонските и кочанските новинари 3 мај, светскиот ден на слободата на медиумите, го одбележаа како неслободни на работ на екзистенцијата и непочитувани како никогаш порано. Поради тоа што се уплашени, економски и социјално несигурни, во суштина не може да бидат слободни и не може професионално да извршуваат својата основна задача – одбрана на јавниот интерес, туку се принудени да бараат интереси на градоначалници од кои на еден или друг начин се зависни. Од многу нејасни работи, неколку ептен не се јасни. Например, дали на локалните прави луѓе не им е непријатно кога новинарите сниматели ги снимаат и им земаат изјави со мобилен телефон. Уште повеќе, како ја доживуваат слободата на новинарите кога изјави си даваат на своите службенички кои дозираат според теркот на шефот, прецизно погодувајки што ќе му се допадне и пласираат до медиумите на копи-пейст. Тоа е транспарентност, демократија. Да живее светскиот ден на слободата на медиумите во општина Кочани.